Товарен воз се тркала низ селата во северна Грција, но неговата сенка на земјата открива луѓе. Мигранти и покрај ризиците седат на праговите меѓу вагоните. Монотониот звук од тркалата на шините ги прави дремливи, или можеби тоа е од топлината и ветрот на нивните лица. Повеќето во ова група се од Авганистан. Тие се обидуваат да преминат границата кон Северна Македонија и на крајот да стигнат до Германија или Франција. Скокаат пред границата за да ја пробаат среќата низ шумата и пеш да стигнат до другата страна. Но некои остануваат скриени меѓу вагоните со надеж дека ќе поминат неоткриени од граничарите. Рахман, кој вели дека оставил сопруга и 4 деца во Кабул, Авганистан, во Грција пристигнал од турци. Тој бил сместен во неколку грчки кампови. Но без документи, работа или соодветно сместување, тој смета дека е време да се продолжи натаму и затоа и се придружил на оваа група во возовите. Greece is good, but Greece is no give me home and no have food. I stay here. Like one here, I stay here and no give me home, no nothing here. I want to go another country. Анбија Нор Али, исто така од Авганистан, излегол пеш од Турција пред еден месец. I try to go in Macedonia, then Serbia, and then Germany, France. In Afghanistan is very war and very problem. Afghanistan have Taliban, Daesh, and my family live in Iran. Во 2015 година, во екот на мигрантската криза во Европа, скоро 1 милион бегалци и мигранти минаа преку северната граница на Грција, патувајќи низ Балканот кон побогатите европски земји. Рутата беше затворена во 2016 година, заглавувајќи десетици илјади одни во Грција, а принудувајќи некои други да најдат алтернативни патишта за излез. Според УНХЦР, околу 24.000 мигранти и бегалци се заглавени во логорите на грчките острови во ужасни услови, како недостигна доволно санитарни јазди и зголемено насилство. На станицата во близина на Солун мигрантите се сместуваат во стари напуштени вагони, додека чекаат на товарните возови. Ветрот дува низ искршените прозорци, а распаднатите коридори се морничаво тивки, освен за нивните нови патници.